повик до колегата Алберт Муслију, кој би требало да го имаме на Zoom врска. Ние обично го будиме господинот Муслију во гостивар, па и утринава се надевам таа традиција ќе ја задржиме. Алберт, добро утро. Добро утро, Саша. Продолжуваме некако со домашна меѓународна тема. Сакав да поразговараме за две теми конкретно. Едната е ова прилично долга тридневна посета на албанскиот председател, која што заврши вчера, ако не се лажам, во која што тој имаше наистина една густа агенда низ Скопје, бидејќи се сретна со сите официјални лица, се сретна со многу представници на граѓански организации, интелектуалци и така натаму, одржа предавање на Институтот за албански јазик, ако не се лажам и на нивна покана беше овдека дојден на тема перспективите на албанците на Балканот и така натаму. Како ти се чини тебе, Алберт, целата оваа, да кажем, соседска активност на албанскиот председател, бидејќи тој има една деликатна ситуација во самата Албанија, нели таму врие таа политичка сцена постојано и дали и таа може би дел од некакви внатрешни албански превирања, па потоа малку и тука и така натаму. Добро, во тие превирањата таму е повеќе исклучен, таму превирањата повеќе се случуваат сега помеѓу внатре во Демократската партија, нели една од двете најголеми партии во Албанија и со премиерот Рама, но повеќе внатрешна борба на демократите за превласт. Таму е една слична ситуација како кај нас 2016 во однос на 15-16 во однос на Демократската партија, каде што историскиот председател Бериша е прогласен за персона нон грата од американската администрација и во Албанија има едно правило, ако си нон грата во Америка или имаш некое криминално досие во Америка, тогаш не можеш да бидеш дури и дел од парламентот. Така да се многу пооштри во однос на тие прашања. И како некој вид на тенденција да се заштити себе си, имаше напад кон лидершипот на својата партија и таму се одвива два паралелни конгреса, политичка битка за превласт во демократите. И велам, нешто така ме посеќа кај нас 2015-16 што се случуваше со владеачката партија тогаш. Ова му е последна година на мандатот на председателот Мета и неговиот однос со сегашната влада на Еди Рама е лош и таму треба да има многу брзо и гласање за негова доверба во однос да се смени, импичмент има. И мене ми беше чудно што и досега немало таква посета во Македонија од негова страна, можеби ова е за крај на мандатот. Он е еден од најстарите политичари во Балканот, иако не е многу стар во години, пораснал во политиката од младински така структури до председател на државата, бил и премиер на Албанија и во Албанија, бидејќи е лидер на помала политичка партија која на последните избори имаше многу лоши резултати, малце му е тешко да се вклучи во сегашниот наратив, иако се трудеше со некои своји изјави, но малце таму е веќе друга приказната. Он ги знае скоро сите политички структури во Балканот, а албанските секако ги знае и поединечно. И мислам дека се трудеше со неговата посета да остави некое чувство на неутралност и на незаземање страна во однос на албанските политички партии во Македонија, но секако тоа е тешко, затоа што партиите обично било каква средба да се одржи, тие се трудат да ја прикажат во свој бенефит. Но други причини не би можел да видам во целиот тој процес. Неговиот однос кон нашиот спор со Бугарија беше коректен, нит зазема страна, но се залага за интересот и на албанската заедница и на Македонија во однос на целиот тој процес. Тоа е јасно, Алберт, и практично ова што го кажеш не води и до следнава тема. Вчера навистина предизвика бура пресконференцијата на господинот Никола Димитров, со која што тој практично си заминува од владата на една висока нота, би рекол, со обвинување дека е избркан од владата, бидејќи не се согласува со политиката која што ја води
Министерството за надворешни работи и Бујар Османи, дека неговото отстранување е резултат на тоа несогласување околу спорот со Бугарија како понатаму да се одвиваат работите. После таа пресконференција следува низа од соопштенија, почнувајќи од кабинетот на Заев, преку соопштението на Бујар Османи, мислам дека се јави подпредседателот на владата господинот Груби со соопштение, па изјави вчера и некои колеги коментира и така натаму. Како гледаш ти на сето тоа? Како ти се чини овој став на Димитров, бидејќи за него важеше од секогаш еден впечаток, еден став дека се работи за политичар и професионален дипломат во крајна линија кој многу знае да си ги мери зборовите, а ова прилично делуваше вчера неодмерено, а особено би било загрижувачко доколку е уште и точно. Види, сега и за мене беше изненадување. Никола не бил полиција, ја и лично се знам, имаме среќавано често и сум имал пријателски односи. Ова вчера беше изненадувачки за мене. Никола не бил политичар, он бил дипломат, така да за дипломат таквите зборови кои ги кажа вчера се неумерени. Второ, да се врти водата на кај тоа дека се нема доверба во Бујар Османи поради тоа што Бујар Османи е албанец, мислам дека е најпогрешен пристап. Нашите искуства покажуваат дека дури амбасадори во Бугарија кои сме ги имале најхрабри потези, правил амбасадор во однос на интересот на македонската заедница, правил амбасадор кој бил албанец. Затоа што за вакви прашања албанците се и повнимателни. Не е тоа дека би влегле во некои така неумерени активности. Второ, еден од креаторите на Преспанскиот договор е Димитров, но исто така еден од креаторите на договорот со Бугарија е исто така Димитров. Така да ако во целиот тој процес имало дефекти, требало да се реагира од времето кога ги подпишувавме тие договори и со Бугарија, а и во процесот на преговорите со Грција и подпишувањето на Преспанскиот договор. Така да поддршката од Заев кон Димитров никогаш не се ставаше по знак прашање, целиот тој процес го тера заедно. Така да поддршката кон него од владата на Заев несомнено била голема и никогаш не била ставана по знак прашање, па дури и на минатите парламентарни избори Никола беше начело на... Алберт, не е тајна дека... Не е тајна дека помеѓу Бујар Османи и Никола Димитров имаше во последнава година дена, би рекол, дури едни, да кажем, затегнати односи, бидејќи се работи малку и за стил на политичари различен, предпоставам се работи малку и за еден наперов во ресорите. Може би се и лични суети во прашање, ајде ја да не го кажем тоа, ама и таа оценка веројатно стои. Не, видим друга некоја логика не гледам. Или се лични суети, или се политички аспирации, па припрема на терен за влез во политичката сцена, и тоа можам со некоја логика тоа да го поврзам. Иначе несогласување со начинот на водење на политика, сашто ја и ти не сме биле во институционални позиции, но секогаш слободен човек има право, ако не се слага со некоја политика, да се повлече, тоа да го направи во почетокот, кога не се согласува со одредена политика и да ја напушти таа одредена политика, а не кога доаѓа до смена. Така да не остава убаво чувство тоа. Да. Сепак ти велам, се работи за една заедничко водење на надворешна политика. Сепак Алберт, да те прашам за крај, ќе има ли тоа последици, бидејќи се наоѓаме во еден деликатен период во односите со Бугарија, се очекува посета на бугарскиот премиер, таму исто така има превирања, очигледно дека има обиди за менување на политиката кон Македонија. Овдека нова влада, со оваа компликација сега се влегува во тие односи. Да кажам само дека господинот Димитров
Петров сигурно ќе најде начин да излезе и во јавноста и на друг начин, не само со пресконференции, па ќе да објасни некои ставовите. Ние го викавме пред некој ден овдека, не беше во состојба да во утрински брифинг да гостува, бил тука и релативно често, ќе биде повторно, се надевам. Ќе остави го ова некакви конкретни последици сега врз ова што треба да следува? Еден од преговарачите од бугарска страна до пред неколку месеци, завчера беше на протести во Бугарија и тоа не го спречи новиот премиер на Бугарија да дојде во посета. Така да ова не е нешто, како ти кажам, непознато во политичката сцена. Не верувам дека ова ќе остави сенка. Мислам дека беше некоректен ставот дека Ковачевски нема искуство во меѓународните односи. Премиерот не мора да има такви искуства. Затоа имаме Министерство за надворешни работи и нема родени министри за надворешни работи во светот, него тие се креираат, затоа се тие институции. Освен веројатно господин Лавров, предпоставувам, кој што е толку долго на таа функција. Не верувам дека и тој тој Кисинџер предпоставувам. Па бил експерт за така да такви ставови јавно изнесени се некоректни затоа што не го помагаат процесот. Ви велам, ја да бев на негово место, да не се согласував со начинот на водење политика, на почеток ќе излезев, ќе кажев не се согласувам и си давам оставка. Никој од нас не е роден со позиции, така да секогаш имате право да влезете, но и секогаш не може никој да ви оспори право да излезете од институции. Така да не верувам дека процесот ќе има, он малце се потруди на крај да го поправи со тоа дека ако се лимитира разговорот на тие 5+1+1 прашања, дека ќе оди во правилен правец, но во секој случај институциите секогаш продолжуваат да работат. И ако ова беше тенденција за влез во политичката сцена, мислам дека направи бар 2-3 стратешки грешки кои подосна ќе му се вратат ако планира да се вклучи во секојдневната политика преку некој политички субјект. Алберт Муслио, благодарам за ова утринско брифирање. Јас ќе се навратиме на овие теми, сигурен сум и во деновите што доаѓа, ќе има нова влада, веројатно идната недела, па ќе видиме и што е точно од сето ова што сега на еден или на друг начин се соопштува до јавност. Алберт, благодарам за ова утринско јавување.